Денот на македонскиот јазик, празник од работен карактер кој се празнува на 5 мај во нашата земја. Прогласувањето е во чест на решението на Народната влада на Федерална Македонија од 1945 за усвојување на азбуката на македонскиот јазик како официјално писмо и озаконување на првиот правопис со што беше стандардизиран македонскиот јазик. 5 мај е не само ден на македонскиот јазик, туку и ден на македонската азбука воедно. И за прв пат е прогласен за ден на македонскиот јазик и македонската азбука во 2019 година од страна на владата на Република Македонија, а по предлог на Советот за македонски јазик. Во суштина, денот 5 мај е ден на македонскиот јазик, токму по причина на создавањето, односно озаконувањето на македонскиот јазик како официјален јазик за територијата на Република Македонија, уште од 1945 година, односно денот 5 мај е прогласен како ден на македонскиот јазик и македонската азбука во чест на решението кое што е донесено од страна на народната власт на тогашна Народна Македонија за озаконување на македонскиот јазик, нормално преку неговиот правопис и правоговор кој што постои уште од тогаш, а до сега е променет неколку пати. Освен тоа, се знае дека азбуката, односно македонската азбука, веќе е озаконета на 3 мај 1945 година, но е официјализирана на 5 мај и во таа чест и денеска го празнуваме од 2019 официјално како ден на македонскиот јазик и на македонската азбука. Потоа се редат низа на други подготовки кои што следат за усвојување на нови правописи, нови правоговори, граматика на македонскиот јазик, која што се издава уште во 1952 година, 1953 година и така натаму, со ред до денеска имаме навистина импозантна бројка на граматики на македонскиот јазик. Во суштина, на 2 август 1944 година, на првото заседание на АСНОМ, македонскиот јазик е официјализиран, односно кодифициран како службен јазик на целата територија на Македонија. Професорот на катедрата за македонски јазик на Универзитетот во Тетово Михајло Марковиќ вели дека нашиот јазик има иднина, но загрижува фактот што говорителите правилно не го употребуваат. Јас би рекол дека македонскиот јазик има иднина затоа што има минато. Значи, мора да напоменам дека македонскиот јазик не е јазик кој што постои од 1945 година, туку е јазик кој што постои од 9-тиот век. Па наваму има своји етапи во својот развој, меѓу кои старословенскиот или старомакедонскиот период, потоа црковнословенскиот период, народниот период и периодот на озаконување на стандардниот македонски јазик, но бидејќи такво богато минато постои за македонскиот јазик, мислам дека нема причина да се плашиме за иднината на јазикот, иако постојат известни опасности во областа на извитоперување на македонскиот јазик со моментално глобалната политика на англискиот јазик, но и со неупотребата како што треба на македонскиот јазик од страна на своите говорители, па дури од институциите, медиумите и така натаму. Инаку денот на македонскиот јазик се чествува со неколку организирани настани во Скопје.